На денешен ден во 1154 година Николас Брекспир е првиот и единствен англичанец кој бил избран за папа и бил востоличен за поглавар на Римокатоличката црква како Адриан IV. На овој датум во 1798 година умрел италијанскиот лекар и научник Луиджи Галвани, кој во 1789 година го пронаšал галванскиот електрицитет и го нарекол животински магнетизам. Неговото име го носат многу инструменти и ознаки во електромагнетизмот и во електрониката воопшто. На овој датум во 1892 година роден е Франциско Франко, долгогодишен диктатор на Шпанија. Роден бил во офицерско семејство и ја продолжил семејната традиција. Во 1939 година го воспоставил режимот кој траел се до неговата смрт во 1975 година. На денешен ден во 1912 година по победата во Првата Балканска војна, балканските сојузници Србија, Грција и Бугарија потпишале примирие со Турција. На денешен ден во 1945 година во Пасадена, Калифорнија, умрел Томас Хант Морган, американски биолог и основач на генетиката, наука за наследните особини. Во 1933 година ја добил Нобеловата награда за откритието во врска со функцијата на хромозомите во пренесувањето на наследните особини. На денешен ден во 1981 година во Риека умрел Муртеза Пеза, раскажувач, романсиер и драмски писател од албанска националност во Македонија. Автор е на збирките Дали ке се вратиш, Скалите на Кел и на романите Мејруша и Во мојата улица. На овој датум во 1993 година на изборниот архиепископско црковен народен собир на МПЦ, што се одржал во катедралниот храм на Охридските архиепископи Света Софија во Охрид, господин Михаел митрополитот Повардарски бил избран за поглавар на Македонската православна црква. На денешен ден во 1995 година во Скопје умрел Петар Глигоровски, македонски академски сликар и автор на анимирани филмови. Роден бил во Скопје во 1938 година. На овој датум во 1996 година во Скопје умрел Крум Стојанов, еден од доајените на македонскиот театар актер. Роден бил во Скопје во 1917 година. На денешен ден во 1997 година во канадскиот главен град Отава, представници на 121 држава потпишале историски договор за забрана на противпешадиски мини, но повеќе земји, вклучувајќи ги и САД, одбиле тоа да го сторат. На овој датум во 2013 година на 88 годишна возраст во Марсеј починал Жан Клод, творецот на најпопуларниот безалкохолен пијалок во светот по американската Кока-кола, француската оранжина. Пијалокот содржи концентрат од портокал, газирана вода и малку етерично масло.